се да биде кандидат за најзелениот град во Европа? Тоа стане баш сега по социјалните мрежи, по актуелно, дека ние сме константно во топ 5 за најзагадени градови, сега наједнаш сме кандидат за најзелена престолнина. Градот, информацијата што вчера се сподели е де факто половична. Би замолил во целост да се пренесуваат. Градот Скопје својата апликација, што беше всушност и дел од мојата и предизборна кампања, својата апликација за зелена престолнина на Европа, ја поднесе крајот на септември, почетокот на октомври оваа година. По основ на таа апликација Европската комисија изврши скрининг на позициите кои што ги има градот Скопје и се квалификувавме во втората фаза. Значи не е кандидатурата од вчера, кандидатурата е од поодамна и е прифатена и е во втора фаза. Параметрите кои што се мерат во апликацијата за зелена престолнина се во 12 различни области, од една страна, од друга страна се гледа што е појдовната точка на градот, кога, да речам пред една година, кога јас дојдов за градоначалник, што е превземено во текот на таа година и каква е стратегијата за развој, односно справување и со загаденоста и со зголемување на зеленилото. Зелена престолнина не е само зеленило, тоа е начин на функционирање на градот, енергетската стратегија на градот, алтернативниот начин на превоз во градот, кој што сите мерки кои што ги превземавме во текот на оваа година, кои што некаде беа добро пласирани, некаде не беа добро пласирани, транспортот во градот, набавката на нови автобуси, формирањето на градското енергетско предпријатие, сите тие параметри се влезни параметри во прифаќањето на апликацијата. Градот Скопје очигледно дека тоа го потврдува Европската комисија, не градоначалникот или не политички гледано, е институција која што го доживеа првиот латентен скрининг на Европската комисија, стратегијата која што јас ја имам како градоначалник, действијата што во рамките на ингеренциите ги превземам како ингеренции кои што ги има град Скопје, очигледно дека во Европската комисија наидуваат на позитивно мислење и тоа е причината зошто градот кој што аплицираше пред некаде околу 3 месеци е влезен во еден од 8 градови во Европа кои што треба да продолжат понатаму. Периодов кој што доаѓа пред нас ќе биде период исто така на засилен надзор. Следната евалуација ќе биде некаде во април 2019 година. Јас очекувам дека она што како стратегија го работиме, што е накотрпно, што е секојдневна работа, нешто што во нашиот град го немало децении и децении наназад, ќе најде на позитивна евалуација. Сепак самиот факт дека ние успеавме да ја поминеме првата фаза како град зборува за тоа дека Скопје е на добар пат да ги надмине проблемите во кои што живееме. Што во моментов се презема во врска со загадувањето? Најпогрешниот начин да го третирате загадувањето е да мислите дека може да се превземе нешто за тој веднаш да се реши. Тоа е убедливо најлошиот начин, бидејќи проблемот со загадувањето е проблем кој што е создаван децении наназад заради недоследности, недобри стратегии или недобри планирања на градот. Токму заради тоа не постои начин на кој што можете одеднаш да го надминете тој проблем. Еве, ова денеска што го промовираме е еден од начините како да го спречиме загадувањето во градот. Морате да ги таргетирате сите извори кои што ние ги имаме лоцирано. Не случајно градот Скопје влезе во набавка на еколошки транспортни автобуси, кои што следната година ќе возат по нашите улици. Не случајно градот Скопје мапираше, односно поднесе иницијатива за еколошко мапирање на возилата, затоа што сообраќајот контрибуира, односно придонесува со некаде околу 22% во загадувањето на воздухот. Не случајно градот Скопје го оформи градски енергетски системи, што очекувам дека легализацијата веќе привршува на мрежата и ќе ја превземеме да ја управуваме, затоа што 53% од загадувањето на воздухот во текот на зимата доаѓа од затоплувањето на домовите. Граѓаните треба да знаат дека паралелно со формирањето на градски енергетски системи, јас како градоначалник извршив и мапирање на градот каде ќе влеземе со
топловодната мрежа, односно со незино ширење со цел да се приклучат што е можно повеќе граѓани, а каде како примарно ќе се навлегува со гасоводот. Во моментот во градски енергетски системи се проектираат неколку терцијални гасоводни мрежи, кои што очекувам дека ќе успееме во текот на оваа сезона да почнеме со приклучување на објекти. Сведоци сте во западниот дел на градот, значи некаде во Карпош 4, Влае, на кај Ѓорче Петров, се изведуваа интензивни градежни активности во текот на летната сезона. Она што го зборува во кампањата, дека примарно ќе дадам приоритет на затварање на секундарниот гасоводен прстен во западниот дел од градот. Тоа е тоа што се случи. Вардар го преминовме со гасовод во текот на летниот период, со цел да ги поставиме гасоводните да го поставиме гасоводниот систем за да можеме да имаме полесна пенетрација конкретно во Ѓорче Петров за да понудиме терцијална гасификација на домовите и индустријските капацитети. Третиот сегмент тоа е градежната прашина, да ја речам. Сведоци сте и вие колку е засилен инспекцијскиот надзор кој што го врши инспекторатот на град Скопје. Јас не можам да носам одговорност нити за општинските, нити за републичкиот инспекторат, меѓутоа можам да иницирам еден посериозен однос на градскиот инспекторат за заштита на животна средина. Веќе се првичните казни, завршуваме со новиот комунален ред, завршуваме со текстот за комунална полиција на град Скопје што ќе го дадеме со цел да го засилиме тој надзор и тука некаде завршуваат тие три главни причинители на загадувањето на воздухот. Кога ги таргетирате како причинители, мерка една по една во различни области на различен начин даваат ефект. Инаку третманот на загадувањето, дека тоа можете да го направите со стискање на копче, едноставно не постои. Можеме да очекуваме значи од наредната година дека имаме само еколошки автобуси? Не, можеме да очекуваме дека 80 милиона евра кои што беа фрлени за набавка на нискоквалитетни кинески автобуси ќе започне процесот на нивната замена. Добро, ако се усвои законот за налепници, значи на колета, повеќето од автобусите, например, да кажеме, би спаѓале во жолтата фаза, некои од нив во црвената фаза. Доколку има емновно загадување, тие нема да имаат налепници за да може да водат, како луѓето би се движеле низ градот. Значи, токму заради тоа обновуваме флотилата, токму заради тоа градот издвојува средства и минатата година и за наредната година за замена на дизел агрегатите на средствата за јавен превоз со прифатливи на газ. Тоа е перманентен процес кој што ќе оди и тоа е едноставно работа која што мора да се случува. 12 километри велосипедски патеки оваа година отворивме. Значи најмногу во текот на развојот на Скопје Велоград во една сезона се токму оваа сезона. Јас очекувам дека секој од нас, и мислам дека секој од нас треба да се откаже од дадени лични комодитети кои што ги осеќа со цел да го даде својот мал придонес во борбата со загадувањето. Дали мислите дека 16 милион денари што се предвидени за селото Винтерленд се премногу за новата година што? Не се 16 милиони денари предвидени за Винтерленд. Винтерлендот чини 5 милиони денари. 16 милиони денари беше буџетската ставка за украсување на градот. По завршената постапка, украсувањето на градот ќе чини 13 милиони денари, што компаративно со години на назад е едната и иста сума. Новото што ќе се случува во Скопје, тоа е Винтерлендот. Винтерлендот ќе посакам да бидете меѓу гостите во Винтерленд, ќе внесе една нова, многу поинаква, подобра, поубава, побогата новогодишна содржина. Ни се ближат едни од најубавите празници, новогодишните и божитните. Граѓаните на Скопје мора од својот град да добијат нешто што досега не го добивале. Она што го гледаме по слики, по разгледници, по репортажи, зошто да не го направиме во нашиот град? Не треба да бидеме скептици кон некои новини.